Неделен дизајн во Скопје. Фестивалот за индустријски дизајн и дизајн на производи ќе се одржи од 6 до 10 ноември во јавна соба, мала станица и во литература во Diamond Mall. Темата на настанот е чиста мобилност. Ке има изложбен дел за компании, панел дискусии, работилници, стручни дизајн предавања, работилници за деца и музичка програма. Целта на фестивалот е да се подигне свеста за функционалноста на дизајнот и создавањето иновативни продукт решенија, овој пат со предзнакот еко и циркуларна економија. Покрај стандардните повици за изложбен дел и маркет ќе има и траен повик целосно насочен кон велосипедизмот во Скопје, велат организаторите. Граѓаните на општина Центар можат да започнат со пријавување за субвенции за секој купен велосипед, електричен велосипед и електричен тротинет, објави градоначалникот Горан Герасимовски. Финансиската помош е 30% од вредноста на новиот велосипед, најмногу до 3000 денари. Во СВР Скопје од страна на бригадата за противпожарна заштита било пријавено дека настанал пожар во индустријска зона Ќојлија, а малку подоцна од страна на полициски службеници од меѓународниот аеродром Скопје било пријавено дека во нивниот објект со повреди од изгореници дошол 24 годишен скопјанец, кој кажал дека од неколку лица бил насилно пренесен во возило од населба Ченто до Ќојлија. Според пријавеното, лицата со закана го натерале да се запали, пошто избегале, а тој успел да го изгасне огнот, од кој бил зафатен и помошен објект во близина. Повредениот бил пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза за укажување на лекарска помош. Диви депонии во главниот град се појавуваат речиси преку ноќ. Она што е загрижувачки, што истите се наоѓаат покрај главни булевари и улици, на места на кои поминуваат илјадници луѓе дневно. Екипите на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје реализира акција за отстранување обемна дива депонија, лоцирана на улица Џон Кенеди, во скопската општина Чаир, во непосредна близина на основното училиште Васил Главинов. Во рамките на акцијата се подигнати и транспортирани 50 кубни метри непрописно одложен отпад, пошто екипите на претпријатието спроведоа и рачно миење на микролокацијата. Активностите беа реализирани во соработка со јавното претпријатие Паркови зелениво. Таму е Скопје, град мој љубав лише.